Почитувани, наредниве минути ги одвојуваме за разговор со нашиот гостин, а како што знаете и како што ви најавивме, денес наш, но и ваш гостин е професорот доктор Гоце Андревски, со кого ќе разговараме на неколку теми со акцент на стратегиите за решавање, односно нерешавање на спорот кој Бугарија го има со Македонија, а нашата власт, барем од она што го следиме во последниве 5 до 6 години, нема одговор на бугарските напади или пак не сака да најде одговор на таквите небулозни барања. Токму така, почитувани слушатели, Facebook пријатели, пријателки и наши следбеници, пред да го повикаме професорот доктор Гоце Андревски да ни се придружи во студиово, да кажеме дека е редовен професор на Смит школата за бизнис на Универзитетот Квинс во Канада и е еден од најеминентните научници во светот. Нека оваа најава биде доволна, а повеќе за себе и своите активности ќе ни каже професорот доктор Андревски, кога ќе ни се придружи во студиово. Да, го гледаме професорот Андревски дека е веќе во чекалната на македонски корени и покрај тоа што таму е се уште не е 5 часот рано утро и за неколку секунди ќе биде заедно со нас во студиото на македонски корени. Да, добро ви утро, господин Андревски. Ви благодариме што ја прифативте нашава покана за да бидете заедно со нас и со нашите слушатели и гледачи. Благодарам за убавата најава и поздрав до вас. Добро вечер кај вас. Да. Добро утро во Македонија. Поздрав до сите македонци и фала уште еднаш за поканата. Добро ви утро и од мене, господине Андревски. Добро ни дојдовте на македонски корени и опростете што ве пробудивме толку рано. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои се со нас во овие моменти. Па не ме пробудивте, уште не сум заспан. Се надевам ќе држам концентрација да одговорам на сите прашања. Так. Ве најавивме како редовен професор на Универзитетот Квинс во Канада. Ке сакате ли да ни кажете нешто повеќе за вас? Кој е Гоце Андревски и во која научна фела припаѓа? Да, секако. Јас сум роден во Македонија, во Скопје. Моето потекло, родителите ми се од Дебарца. Иначе завршив факултет на УКИМ, на Кирил и Методи, економија. Потоа заминав во Америка, завршив магистарски студии во Мичиган државата, во Grand Valley State University. И после се запишав на докторски студии, студирав 5 години во Универзитетот на Кентаки во Лексингтон, Кентаки, во Америка, до 2009. Од 2009 бев примен како tenure track професор на Квинс универзитетот. Од 2015 сум tenure редовен професор овде. Иначе моите истражувања се во областа на конкурентска динамика, на партнерства меѓу фирмите и како тоа влијае на нивната способност да направат конкурентски предности. Иначе предавам на сите нивоа, предавам на факултет, на магистарски студии, тие професионални дегри што се, и предавам на докторски студии, имам докторанти. Така да тоа е вака една мала комплетна личност. Да. Така, господин Андревски, власта во Македонија, незините поддржувачи, но и дел од провладините аналитичари, со цел да ја убедат македонската јавност дека францускиот предлог ќе донесе добро на Македонија и дека ништо во него не е спорно, користат еден израз кој повеќе се користи во спортот. Наиме, францускиот предлог и билатералниот договор, кој се дел и од преговарачката рамка со Европската Унија, го споредуваат со надпревар на два тима и велат дека ако не истача едниот тим на терен, не може да се надева на победа. Колку се издржани ваквите споредувања? Требаше ли Македонија, односно да бидам попрецизен, власта да прифати еден ваков предлог кој однапред е режиран за да победи противникот, во овој случај Бугарија, кој има проблем со нашиот јазик и идентитет и историја?
Па краткиот одговор е не. Мислам дека е голема, сериозна стратешка грешка да се прифати ваков предлог, затоа што со овој предлог Македонија и се дава право на Бугарија да ја блокира Македонија на секое поглавје. Со други зборови, Македонија не може да затвори поглавје без да направи одредени отстапки према Бугарија. И овој предлог уствари го формализира тоа вето на Бугарија и тоа право на вето да може во секој момент во секое поглавје да може да го користи тоа за да бара нови отстапки. И тоа е крупна грешка. Точно е, има аналитичари или поддржувачи на оваа влада што се мачат да објаснат како овој француски предлог уствари бил добар за Македонија. И ми падна во очи, убаво сте приметили, го напишав на Facebook овој став, правата аналогија дека прифаќањето на францускиот предлог е уствари прифаќање како да прифатиш да играш надпревар и дека ако не прифатиш да играш надпревар, тоаш немаш шанси да добиеш, меѓутоа ако го играш надпреварот и да е подобар противникот, ти пак ќе имаш шанси да победиш. Што уствари е еден типичен пример на несоодветна аналогија, затоа што во случајот тоа е исто како да играш надпревар, меѓутоа за вас да вашат други правила, да не важат исти правила за двата противника. И пример е да речеме во фудбалски надпревар ти да имаш 7 играчи, а тие да имаат 11 играчи. Тоа е надпревар во кој што знаеш дека ќе го изгубиш. И никој рационален човек не би прифатил да игра таков надпревар. Барем правилата не се исти. За Македонија правилата се тотално различни. За Македонија се поставени правила како што не е на друга држава претходно која што одела низ тој процес на преговори со Европската унија. И со тоа што има и уште една крупна разлика, тоа е дека во фудбалски надпревар ќе изгубиш еден меч. Во преговори можеш да губиш на секое поглавје делови од својот идентитет. Така да тоа беше поентата дека не проаѓа таква аналогија. Одлично. Господине Андрески, вие како експерт по стратегиски менеджмент, може би сте најмеродавен да ни дадете одговор на едно прашање кое честопати сме го поставувале на нашите претходни гости. Се добива впечаток дека Македонија како да се наоѓа во една стега во рацете на Бугарија, Грција па и Албанија до некаде. А најглавниот притискач се чини дека е Европската унија, односно бриселските бирократи. Према вас, дали вината за ваквата ситуација треба да ја бараме кај претходно споменатите или во сопствениот двор, односно кај неспособната ни власт? Дали тоа владата го прави од незнаење, како да се справи со притисоците или небулозите и небулозните барања од соседите и Европската унија или од несакање да знае? Каде погрешија македонските власти за да дојдеме до ова народно речено дередже? И кога сме кај оваа тема, господин Андревски, дали последиците за ваквата ситуација во која се наоѓа Македонија и македонскиот народ се производ од двата договори, оној со Грција и оној со Бугарија, и каква стратегија е потребна на Македонија за да може да излезе од ваквата незавидна состојба и да се спротистави на нападите за да преземе водечката улога во разговорите пред се со Бугарија, со други зборови од дефансива Македонија да премине во офанзива? Неколку прашања? Да, поставите неколку прашања, ќе почнам од првото, ми се чини беше, каде да ја бараме причината, дали во надворешни фактори или во внатрешни. Причината може да бараме само во нас самите, во државата, во владата. Секоја држава, секој индивидуалец, некогаш има фактори кои што влијаат позитивно, некогаш негативно. Констелациите на односи не секогаш се позитивни.
Меѓутоа треба да имаш стратегија со тоа што неповолните фактори да ги неутрализираш, а поволните фактори да чариш, да направиш бенефит од нив. Така да ние сме во ваква ситуација затоа што не сме имале добра стратегија за да се избориме. Во моментов сме во неповолна ситуација. Неповолната ситуација е притисокот, како што вие споменавте, од ЕУ, но и овие непринципиелни барања од соседите. И јас во неколку емисии, да одговорам сега на второ прашање, понудив предлог, стратегии за тоа како во оваа неповолна ситуација Македонија да ја неутрализира или да ја придобие, да се постави во подобра положба во овие спорови. Првиот пат кога предложив, стратегијата се состоеше во еден потек, а тоа беше да се стопира спроведувањето на Преспанскиот договор. Затоа што Европската Унија увети на македонскиот народ дека доколку се потпише тој Преспански договор, дека ќе немаме пречки кон во пристапните преговори со ЕУ. Тие тоа не го испорачаа и јас предложив дека се додека тие не испорачаат, и ние нема да испорачуваме. И се додека тие одолговлечуваат со тоа, ние ќе ретарираме. Ќе почнеме и да отправаме работи кои што веќе се спроведени. Тоа беше првиот дел. И тие што сакаат подетално да се запознаат со таа стратегија, го има видеото на YouTube. Вториот пат или втората стратегија што ја предложив е дополнително на ова да се направи еден општествен консензус во македонското општество. Да се заземе став дека Македонија нема да преговара за историски прашања со никого и никогаш повеќе. Меѓутоа, за таа стратегија да работи, ќе треба да се направи еден договор на македонската страна меѓу сите надпартиски кои што ќе стојат за ова и нема повлекување од таква став. Доколку се направи такво нешто, тогаш Македонија ќе каже Европска Унија дека ние како држава гледаме кон иднината. Може да разговараме за прашања што се во сегашноста и во иднината. Меѓутоа за историја на својот народ ние не разговараме, не знаеме кои сме и што сме и нема со кого да разговараме за тоа како ќе интерпретираме одредени настани во историјата. Овие два предлога не гледам дека се спроведуваат и мислам дека исто прашавте дали е тоа ради способноста или неспособноста на владата или затоа што не сакале тоа да го спроведат. Јас не мислам дека е неспособност или некомпетентност. Да беше тоа, тие ќе почнеат да спроведуваат и неспособност се гледа во моментот кога ќе почнеш да реализираш стратегијата и не знаеш како да ја реализираш. Значи, не се способен. Меѓутоа, тие не ни почнале и мислам дека не сакаат. Да, мислам дека не сакаат. Така. Дали она што Македонија го изгуби како последица на бугарското вето е отповикливо? Со други зборови, дали можеме да си го вратиме? И дали со прифаќањето на бугарската игра преку ветото, всушност Македонија ќе биде како губитник се до конечно исполнување на се она што го бара Бугарија и тоа под превезот компромис или попуштање? Па, сегашната ситуација не ветува многу. Стратегијата на Бугарија беше да стратегијата не е дека они поставиле вето. Стратегијата е дека направиле консензус во општеството, ги убедиле сите во општеството дека тоа вето нема да се повлечи. И доколку не се повлекува тоа вето, значи дека единствен начин за нас да најдеме договор е да направиме отстапки што тие ги бараат. Во продолжение на таа стратегија, тие направија нов план за договори и со тој план за договори
изфорсираат два принципа. Едниот е дифузија, или да се дифузира вниманието од главното, од тоа дека разговараме за македонскиот идентитет, а второто е парциализирање, или да одстапките се прават во поголем временски период. Дека тие принципи се така и дека ги спроведуваат, можете да видите од сега во моментот што се дече. Значи, тие донесоа договор некој, за кој понатаму ќе поразговараме веројатно и за тоа. Некој договор за тие, нели, средновековието. И во исто време отварат афера нашиве за јавната обвинителка, не знам, за да се тргне вниманието од ова што се направи. И сега, почнуваат сите да разговараат за оваа другава тема, а ова као, па добро, ова е завршена работа и не знам што. Што македонското општество не сме да го дозволи тоа. И мислам дека ќе мора да се мобилизираат сите, веќе се мобилизираат различни фактори во државата. Па да се надеваме дека ќе го спречиме тоа. Од ваше устава Божји уши, тоа истото го дискутиравме ова утро со аферата дека само заради пренасочување на јавноста во таа насока додека овие тоа го работаат. Инаку во јавноста често пати се поставуваат две прашања. Едното се однесува на тоа дали ветото кое го стави Бугарија на Македонија е отповикливо или не е, а второто прашање е поврзано со прифаќање или неприфаќање на францускиот предлог. Каков е вашиот став по овие прашања од стратегиска гледна точка? Што губи, а што добива Македонија, ако и воопшто нешто добива со прифаќањето, бидејќи од владата ја убедуваат македонската јавност дека Македонија добива многу со прифаќањето на бугарската игра, односно со францускиот предлог. Господине Андреевски, кога сме веќе кај оваа тема, ќе сакате ли да ни ја објаснете и варијантата ако Македонија го одбие, односно одбиеше предлогот преку раскинување на договорот за добрососедство, што губи, а што добива во еден ваков случај и поважно од сето ова, која би била најдобрата стратегија околу ова што треба да ја направи било која следна влада за да излеземе од ваквата ситуација во која се наоѓа Македонија, бидејќи оваа влада, како што рековме, очигледно не сака да го стори тоа. Па, ајде да поразговараме за второ прашање на Пети. Ако во моментов јас мислам дека се направени такви сериозни стратешки грешки, да едностранно укинување или повлекување од договорите би донеле огромна штета. Прво, вината ќе се префрли на наша страна само, и второ, не е за неочекување дека може да се судриме и со санкции и така натаму. Јас сум поборник, и го имам овој став, кажам порано, да се справуваме со овие работи со неспроведување на договорите. И за едниот и за другиот збор. Неспроведување значи да имаме тактика умна. Значи да дојдеме до целта, меѓутоа со најмали штети. Не можете да очекувате дека вакви тешки одлуки кои што имаат далекусежни последици за државата, дека ќе може да ги исправите наеднаш. Само постапно ќе треба. Една работа нема да спроведеме, па уште една работа ќе ретерираме, ќе исправиме, па следна, на ист период како и тоа што сме го губеле. Нив им требаше долг период за да не донесат до ова дереджеш, како што се изразивте вие. Ќе ни треба исто долг период за да си го повратиме тоа што имаме. Меѓутоа треба стрпливо и малку по малку да не правиме некои огромни потези кои што ќе бидат забележани и ќе бидат санкционирани, туку малку по малку. Прво ќе вратиме институциите името. Ние во моментот немаме
Македонски народен театар, например. Ќе вратиме Македонски народен театар. МАНУ нема биде само акроним, ќе биде Македонска академија на науки и уметности. Така да ќе почнеме да ги враќаме тие, и тие не се толку големи работи, за да, не знам, Европската унија да ни стави некои санкции или не знам што. Така да, тоа ќе треба постепено да го враќаме. Иначе, дека може да се успее, може да се успее. Само треба да се направи една стратегија која што ќе биде прифатена од широк спектар на партии и да се спроведува доследно. Така, значи стратегија и волја и сакање. Така. Да. Во изминативе 5-6 години се покажа дека меѓународниот фактор, користејќи ја неспособноста на владата на Заев, а сега и на Ковачевски, наметна своја игра приклучувајќи се, односно застанувајќи на иста линија со нивните членки Бугарија и Грција, не плашејќи се на било каква закана кои евентуално би дошле од страна на оваа македонска влада. Од друга страна пак се добива впечаток дека сериозно се загрижени од доаѓањето на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата, која знаеме цврсто стои на ставот дека досегашните чекори кои ги има преземено оваа влада се неприфатливи и дека ќе се ревидираат и затоа се зачестија нападите врз нив, дека наводно се антиевропски настроени. Како вие гледате на сето ова и кој потек би бил најсоодветен во една ваква ситуација? И едно подпрашање, дали договорот со Бугарија и оној од Нивици се зависни еден од друг и кои им се најважните додирни точки преку кои би се демонстрирала нивната зависност? Пак две прашања. Ова второ. Двата договори се меѓузависни. Без разлика дали ги гледате од страна на Грција и Бугарија или ги гледате од наша страна. Ако ги гледате од нивна страна, едната и другата држава негира постоење на македонски народ. И тоа сака да го постигнат со одземање, буквално, на делови од историјата. Антички период со средновековие и до 45-та од бугарска страна. Така да тие се надополнуваат. Сега дека се меѓузависни. Ако ги гледаме од наша страна, исто се меѓузависни. Не може да исклучиш еден од другиот. Зошто? Затоа што целта на потпишување на Преспански договор беше да влеземе во Европска унија. Меѓутоа таа цел не може да постигнеш доколку не направиш тоа го спроведиш овој бугарскиот договор. Значи од целта, остварување на целта да влезеш во Европска унија со Преспански договор зависи од овој другиот договор. Така да тие два договори не смеат одделно да се гледат, тие се во една игра. За прво прашање мислам дека беше за тоа каква е ситуацијата со опозицијата и со сите што се противат и кои што ги етикетираат како анти-ЕУ. Точно е тоа дека секој што се спротивставува го прават како е анти-ЕУ и како е да е нели поддржувач на Русија, ЕУ и така, Кина и така натаму. Меѓутоа тоа не проаѓа кај народот. Меѓутоа мислам дека за да се направи еден таков, да речеме, македонски фронт, не може ВМРО само. Затоа што во ситуацијава сега сигурно ќе се согласиме дека не сме, да речеме, задоволни со све ВМРО што можело да направи, не направило во спречување. Меѓутоа, објективно гледано, да имате вие цела држава со сите институции, контрола на сите институции, полиција, државна безбедност, значи финансиска полиција, да ги заплашите сите, да ги држите под страх сите граѓани. И дополнително на тоа, да имате целосна поддршка од меѓународниот фактор, да е на ваша страна. Тогаш да си опозиција,
немаш многу маневрарски простор. Реално вака, нема сила целосно, затоа што видите само ми се чини дека беше во собрание она кинење на договорот, нешто. Да. И тоа беше опомената како радикален член, како тие да се радикализирале, ги опоменуваат од Европска унија. Може да замислите, значи, кине, тоа е символичен гест. И ги викаат дека се радикализираат. Значи, тоа е огромен притисок. Што ми е поентата? Дека ВМРО само не може да се избори од оваа ситуација. Во многу незавидна ситуација е државата. Мислам дека треба македонскиот народ да даде поддршка и на други партии заеднички. Тие, например, еве што се одлучиле да не гласаат за ВМРО, да гласаат, да речеме, за Левица. Левица може да покрене голем дел од младото население и да дојдат до, во моментов, јас кога што гледам анкети, тие се преку 100.000 гласачи во моментов. И тоа може да не е доволно. И мислам дека и СДСМ треба да помогне. Мислам дека членовите на СДСМ, кои што го гледаат ова и што не се согласуваат, мислам дека треба да направат движење. Се збори дека организираат нешто, прават, не знам колку е тоа шпекулација или дали е точно. Осем пратеници наводно ќе излезат од СДСМ, ќе одат со Бранко, нитове се во домирот се уште не шпекулација. Да, уште се шпекулации, не знаеме што е. Меѓутоа, ако направат нешто, и ако или сакат да биде некој движење или партија, и ако оди на избори со, мислам дека градоначалникот на Куманово. Да, Максим Димитриевски. Да, Димитриевски, така да тогаш мислам дека ќе се направи еден македонски фронт, во кој што може да се освојат до кај 80 пратеници. Ние го заговаравме тоа подолго време, затоа на лидерите на помалите политички партии секогаш веламе слогата единството до целта заедно. Така да ако се успее на тоа, тогаш тотално ќе се маргинализираат овие сега што се на власт. А меѓу овие, тие имаат огромни разлики меѓу себе. Меѓутоа, една допирна точка ќе биде стратегија на кој начин ќе се справиме со овие проблеми. И таа стратегија не смее да биде во битка за гласови. Таа е универзална стратегија за сите. Тие може да се такмичат за економија, за социјала, за правда, за што сака друго, меѓутоа за тие прашања не. И тогаш ќе се постигне тој општествен консензус како ја што го викам. Затоа што тогаш таа влада што ќе се формира ќе испрати сигнал до сите во општеството и до медиумите. И тогаш и медиумите ќе бидат на иста линија дека Македонија е непринципиелно да разговара за историски прашања. Дека па дури изјави на премиери или на председатели на Бугарија кои што се со негаторски однос кон Македонија нема да се пренесуваат. Ставно ги игнорираш. Тие не се на ниво на македонскиот дискурс. Ние не разговараме за такви теми. Вие останете во минатото, ние одиме напред. Така да само така може да мислам да се извлечеме од оваа ситуација. Така. Од стратегиска гледна точка, која беше целта на Бугарија со креирањето на новиот план во преговорите и зошто владата на СДСМ и ДУИ заедно со коалиционите партии го прифатија тоа? Дали прифаќањето е поради фактот што немаат изработено детални анализи или поради фактот што одработуваат за спроведување на црното сценарио за разнебитување на Македонија, македонскиот народ? Видете, јас ми се чини дека најлесно е да кажеш дека ете тие имаат такви намери. Ја не мислам дека имаат такви намери. Не мислам дека имаат намери да го разнебитат македонскиот народ. Ја мислам дека се убедени, идеолошки се убедени во погрешна стратегија. Еве да го изрезонираме ова. Порано имаше така во кулуарите нивни, се збореше дека нивната стратегија била, и само да ви докажам колку се наивни, колку е наивна таа стратегија, дека ние ќе сме попуштале сега
за да влеземе во Европска унија, ама кога ќе влеземе во Европска унија, тогаш све ќе сме врателе назад. И сега проблемот на ова размислување е што па и тие знаат. Да. Грција и Бугарија го знаат тоа. Да. И сега ако сум јас Грција или Бугарија и јас подпишувам договор со вас за да се спроведе нели све што сме се договориле, еве да го смените уставното име, смените институции, да смените историја. И ти си поставам одма прашањето, а која ми е гаранцијата дека тоа ќе го направите? И ако размислите, има само едно објаснување или една гаранција. А тоа е да ве направам вие да не сакате да си го смените. Да си го засакате овој новиот северно-македонски идентитет и не ние, ама ова следнава генерација, док тоа не го направите, док вие не се чувствувате горди што сте такви, што веќе фаќа така корен кај одредени луѓе, ама тие се многу малку, не, мислам дека не, мнозинството македонци не. Меѓутоа, Грција и Бугарија нема да ве пуштат во Европска унија, се додека они не се сигурни дека се направила нова генерација на северно-македонци, што стварно ќе си мислат дека ова е најубав идентитет што може да го имаат, пошто ќе им донесе или материјална погодност и така натаму. Така да, ја мислам дека тоа е. Дека тие навистина се убедени дека ова што го прават е патриотски. Од овие наивни причини. И не знам како да им се објасни дека пробувам на овој начин да објаснам дека тоа е толку наивно и толку е без основа, што треба да се освестат, ама дали тоа ќе се деси? Сега сигурно има и друго објаснување. Да. Верувам дека ќе го изслушнат овие пораки. Затоа не сакам да навлегувам, затоа што не знам. Дали тоа е точно или не. Како одговор на бугарскиот нов план за разговорите, владата на Ковачевски пред се тројката Ковачевски, Османи и Маричич побараа еден договор во кој ќе има се и еднаш за секогаш да се затворат сите отворени прашања и таквиот договор многу силно и го промовираа на македонската јавност. Можно ли е да се направи, односно дали постои таков договор кој би бил целосно комплетен? И повторно кога сме на оваа тема, дали владата во Македонија наместо барање на таков договор требаше да побара договор за прекинување на разговорите кои се однесуваат на историските прашања и која би била најдобрата стратегија во изработката на еден ваков договор, кој договор требаше и треба да се достави на Бугарија и дали е возможен еден ваков договор во ситуација во која македонското општество е толку многу поделено? Македонското општество е поделено, тоа е точно. Меѓутоа, мислам дека се мобилизира, како што споменав пред тоа, и дека не мислам дека долго ќе треба време кога критичната маса македонци ќе го маргинализира луѓето околу оваа влада и тие што ја поддржуваат. Така да, како беше првото прашање, само извини Бети, го изумев? Како одговор на бугарскиот план. За целосниот договор. За договор. Тоа беше стратегија додека Димитров беше во владата. И тој најмногу им се лути ради тоа, затоа што неговото резонирање дека ние треба да направиме договор за кој што ќе се согласат и двете страни и откако ќе се направи таков договор, тогаш Бугарија се обврзи дека нема више да става вето. Значи, еднаш го заклучуваме проблемот и после тоа ќе биде отворен патот. Не се согласувам со тоа од две причини. Прво, тој договор ќе бара отстапки пак. Дали тие отстапки можда нема да бидат толку како сега што се. Со секој случај мислам дека таа стратегија е подобра од оваа, иако двете не чинат. Меѓутоа, ќе бара отстапки, тоа е првиот проблем, што не мислам дека треба да се направи.
поготоа што ние разговараме овде за идентитетот на македонскиот народ. Да. И знаеш, кога збориме за историја, историјата е најесенцијалниот дел, тоа е формализираниот или пишаниот дел на колективната меморија на еден народ. Што е дел на идентитетот. И кога ќе кажете, ние разговараме за историја, да менуваме историја, ама тоа не го менува идентитетот. Како е тоа дел од идентитетот? Како е тоа возможно? Нема логика никаква. Така да, проблемот е со тоа. Вториот проблем со тој начин да се направи еден договор е што не постои комплетен договор. Луѓе што се од правната фела или луѓе што се економисти, многу добро разбираат дека секогаш во секој договор може да се истолкуваат работи на различни начини. Не можеш да предвидиш какви све нови барања или обвинувања ќе дојдат од Бугарија. Така да, тој договор па нема да го затвори прашањето. Така да, секогаш ќе бараат нешто ново. Мислам дека и тоа е наивен привод. Така, према вас, која е најглавната причина што Македонија е постојано под притисок на уцена со вето? И како да се справиме со тоа? Има ли Македонија опции? Кои алтернативи се на располагање? Приметувате дека вела Македонија не влада, бидејќи очигледно е дека за ова влада нема други алтернативи, а во прилог на ова оди и одбивањето на понудата за прием на Македонија во економската унија, односно област од страна на претседателот Пендаровски. Јас мислам дека коренот на проблемот за тоа зошто сме уценети е во ставот на сите партии до сега дека ЕУ нема алтернатива. Затоа што Македонија е зависна, а кога си зависен, некој може да те уценува. Ти ако си зависен на некој за пари, мора да прифатиш све за да ги добиеш парите. И зависноста е пропорционална со обратно пропорционална со бројот на алтернативи. Колку повише алтернативи имаш, толку помалку си зависен. Што значи помалку уценет. Колку немаш алтернативи, тоа си позависен и поуценет. И знаеш, се правеше во Македонија на така фама и неточна теза дека па добро, ние имаме една алтернатива ЕУ затоа што не бива. Не бива сами и затоа мораме ЕУ. А уствари спротивното е точно. Тезата или ставот, политиката дека ЕУ нема алтернатива не направи да бидеме неспособни. Затоа што секоја влада што доаѓа со ветување дека ќе не внесе во ЕУ и ЕУ ќе не ги реши сите проблеми. Наместо тие самите да ги решат проблемите на македонскиот народ и самите да отворат опции. Вие спомнате сега, една опција им се понудила. Ама ти кога си заслепен и кога гледаш само кон една точка, тогаш ти одбегнуваат овие други алтернативи, не ги гледаш, ги игнорираш. И сите тие други алтернативи, една од тие, например, му се понудил, тој самиот кажа претседателот Пендаровски, дека му понуделе пред 4-5 години, влезло, ја викаат, Европска економска област. Да. Area. Ако ги гледате придобивките од влез во таква зона, за Македонија е многу поволно тоа, него да стане да влезе во политичка унија. Еве ќе ги прочитам овде ги имам пред мене. Да. Например, ако влезете во таква област, добивате споделен пазар за движење на сите стоки, услуги и капитал, значи слободно движење. Добивате истражувачки дејности, значи истражувањето, факултетите, слободно можат на европскиот пазар, значи може да се запослите во било кој универзитет ако сакате во Европа и тие да доаѓаат кај нас. Образование, социјални политики, туризам, култура, заштита на потрошувачи. Сите овие работи се најакутните проблеми на македонското општество. И имате отворен пазар да може да продавате каде сакате, да може да отворите подружница било каде во Европа. Значи, имате целиот пазар отворен за вас, што е најбитното за македонскиот народ.
македонскиот народ што му е битно дали испраќаме пратеници во Европски совет. Тие имаат ќе немаат македонскиот народ ќе. А полноправно членство, дополнителни работи има заеднички земјоделски политики. А тоа не е во прилог нас. Затоа што земјоделство е наше пославо и уште ќе биде турната надолу. Или царински политики. Царински политики се во судир се со економски везони, слободни везони. Не знам, монетарна политика. Исто. Што добиваме од монетарна политика, што ќе имаме заеднички. Па ние сега сме го врзале денарот со еврото и не ни осеќаме дали ќе има евро ќе земе или денар. Што денар, евро истиот курс со години. Што само да кажам дека таквата политика не направила зависни од нив. Ке политичариве доаѓаат и се фалат со тоа како они ќе бидат подобри во молењето на овие европјани да дојдат да ни помогнат, наместо сами да се фокусираме и сами да си ја направиме држава, сами да го зголемиме стандардот на населението. Господине Андревски, претходно ја спомнавте улогата на медиумите во сето ова. Како ја гледате улогата на медиумите во последниве неколку години, пред се не единството, особено во времето на подпишувањето на двата договори, исправувањето со последиците, но и за време на преговорите и преговарачката рамка, како и најновиот француски предлог. Можно ли е да се направи некаков консенсус помеѓу медиумите и како тоа да се изведе за да се дојде до некаква универзална европска вредност? Во моментов, ако ги погледнете медиумите, ако погледнете гостите кои што се канат во медиуми, ќе видите дека тоа се луѓе кои што сакаат да извршат влијание, а во полза на владата. Значи повеќето. Точно има и одредени луѓе, дури личностите кои што се канат, кои што имаат спротивни ставови, се канат исто смислено, да не можат да дадат голем одмор. Така да тоа би кажал само за медиумите. Меѓутоа, за она второво, доколку се направи таков еден консензус надпартиски, збориме значи и потенцијална нова групација во СДСМ и Левица и ВМРО. Стратегијата која што ќе се формира, таа стратегија ќе биде после прифатена и од медиумите и од општеството. Меѓутоа, треба влада која што ќе го даде правецот. Каже визија. На кај тераме и што сакаме да оствариме. И тоа ќе има поддршка. Во моментов имате влада која што ги собира медиумите, добар дел од медиумите, да им даде поддршка. Не знам и тие како не се свесни во кој период, во каков критичен момент е државата, да може така да... Ама исто и ги разбира. Како и другите граѓани во Македонија, материјалната состојба е многу тешка и луѓето не може да се прехранат фамилијата, така да не можете да очекувате повеќе. Изминативе години сите досегашни влади упорно тврдат и повторуваат дека стратешка цел на Македонија е влез во Европската унија. Сегашна влада во последниве 5 години буквално се држи како пијан за плот за таа стратешка цел, но никако да се погрижат на македонскиот народ и македонските граѓани да им обезбеди европски начин на живот и европски вредности, зашто за волја на вистината во последниве неколку години опозицијата се почесто предупредува. Како гледате вие на ваквата ситуација, се разбира од научна гледна точка, односно од стратегиска гледна точка? Да. Во моментов, за да се направи, прво треба да се разграничи и кај народот, дека Европската унија не значи европски стандард на живот. Дека целта на Македонија треба да биде да обезбеди барем еден просечен европски стандард за населението. А Европска унија е еден од начините. И се слагам. Може да е најдобриот начин, што ние гравитираме кон Европска унија, меѓутоа
и знаете сите проблеми со кои што се судруваме. Значи, тоа е само еден метод и еден од начините. Најдобриот начин не е некој да ти помогне со пари и да те направи да ти го дигне стандард. Затоа што тоа е краткорочно. Вие не сте направиле конкурентни способности. Вие чекате и секогаш ќе чекате, ќе сте зависни од помош. Најдобриот начин е вие самите да направите силна економија, а тоа се прави на 3 начина по мене. Значи не е многу голема филозофија. Прво, треба да се продолжи со политиката од владата на Груевски уште за привлекување на странски инвестиции. Доколку во Македонија се привлечат уште 20-30 од тие големите компании, што имаат во просек 1000 вработени. Втората точка, или вториот приоритет, треба да биде вмрежување на нашите компании како добавувачи на овие. И тоа треба посебна агенција, која што ќе ги вклучува и ќе работи на тоа да се наоѓаат начини како тие компании да соработуваат. И третиот пилар, да речеме, е да се подобри правниот систем. Законот да важи за секого. И тие 3 работи се битни, затоа што рачунете да дојдат 30 на компании, по 1000 вработени, тоа се 30.000. И уште добавувачи без да бидат вмрежени нови, него само добавувачи за обични работи, за транспорт, за храна, за такви работи, што секако се македонски компании, ќе се дојде некоја бројка од 50.000 нови вработени. Па во моментов има 150.000 вработени во Македонија. 50.000 сакаат да најдат работа, тие само се водат таму, а си имаат занечи бизниси овона, или работат негде надвор. Значи, ќе падне стапката на невработеност испод 10%. Тоа е на европско ниво скоро. Значи, не треба многу, треба волја само, не треба да знам каква филозофија. Секако треба и други работи да се средат, например има презадолженост меѓу фирмите во Македонија, ама и тоа се решава со бесплатни, бескаматни кредити, каде што ќе се стопира давање на роба со почек и така натаму. Значи има работи што може да се поправат во тој смер, затоа што многу фирми во Македонија не растат и не инвестираат од неизвестноста. Ова често пати го имам кажано. Во светот, било каде, во било која економија, најголем проблем на фирма е да направи производ кој што ќе биде атрактивен за потребувачите и да го произведе со ниски трошоци за да направи профит. Ако го направите тоа, вие веќе правите профит. Во Македонија не е така. Има и трет услов. А трет услов е да ви платат за тоа што сте продали. И нормално ти, ако не знаеш дека ги си наплатиш, колку повеќе инвестираш во добри производи, толку поблиску си до банкрот. И некој не ќе да инвестира. Само да кажем, да не заглавуваме со такви теми, меѓутоа, Македонија може да се развие. Може да се развие за еден среднорочен период. Само да си има волја. Ако целта ви е само ЕУ, да ви помогне и да не храни. Испаѓа како питач. Господине Андревски, каков е вашиот став по однос на последните случувања во Мешовитата комисија, каде што веќе се договориле за дел од историските личности да се чествуваат заедно со Бугарија, како и дека ќе се менувале македонските учебници по историја за 7 оделение, а бугарските за 5 оделение. Дали македонската страна на комисијата наседна на ваквата не толку наивна цел од страна на Бугарија? И уште едно прашање тука јас ја. Према вас, која е најголемата грешка при потпишувањето на договорот за добрососедство, па ако сакате и оно од нивици? Да. Ова комисијата, тоа не е научна комисија, тоа е политичка комисија.
политичка комисија затоа што тие се назначени од владата да извршуваат политички цели. А политичка цел е да даш препораки како да бидат напишани учебници. Или кои работи да се вметнат и кои да се изостават. Препораките што ги дадоа, јас не сум стручен од таа област, иако сум еден од подписниците на ова писмото, Так. што со индигнација се отфрлаат овие работи. Меѓутоа, многу е очигледно проблемот кој е. А проблемот е што тие селективно вметнуваат работи што одговараат за бугарската страна или што се прифатливи, а игнорираат работи што се битни за македонската држава. И сега, значи, имате работи кои што потенцирате и работи кои што ги заборавате, кои што не ги ставате, а кои што требало да ги интерпретираме ние. Ме разбирате? Да. И тоа е огромен проблем. Например, не знам, таа средновековна Бугарија немала врска со денешна Бугарија, ама не го пишува тоа во протокол. Тој не го интерпретира сега, дека тоа добро, тоа така треба да се свати. Па како ќе сватат деца, бе, вие учите 600 делени, 7 делени деца, они ќе знаеле да направат разлика, а име во исто фигурира. Да. Бугарија вамо, Бугарија таму. Прозирни работи што не треба да си стручен за да ги разбереш кој им е нието. Они сакаат тоа да го буквално да ни наметнат дека ние сме имале бугарски корени. Ти ако кажеш дека овде сите наши личности понатаму она биле дел од таа старобугарска држава и после тоа да кажеш дека ние сме македонци, што може да изведе заклучок едно дете? Так. Дека претходно сме биле бугари. Да. Нема што другото. Логично размислување ќе биде за. И они пробуваат на тој начин инструментализирани се за да ги прават овие работи и искрено не сакам ни да ги коментирам. Добро. Да се нападиш како научник, да под политички декрет да те стават во комисија за да најдеш начини како најбезболно тоа да го обвиеш за да му го пласираш на јавноста за ние демек сме недоветни па нема да разбереме. Да. Е многу тешка работа, мачна работа. Така. Дали прекинувањето на разговорите околу прашањата поврзани со историјата, географијата, јазикот и идентитетот ќе значи оддалечување од членството во Европската Унија и дали постои опасност да се дојде до етнички тензии и повторување на 2001 година, како што се закануваат од ДУИ, имајќи во предвид позицијата на албанците околу стратешката цел, кој спрема мене, тоа е само изговор, а намерата и целта им е сосема друга, тоа е остварување на големо албанскиот сон. Знаете, веќе и ова е прозирна работа. Секогаш кога ќе треба македонскиот народ да направи одредена отстапка, тогаш се појавува албанското прашање пак. И зошто? Затоа што треба да се направи една контратежа дека штетите од војна со албанците се многу поголеми од штетите од оваа отстапкава и дај да направиме да се спасиме. Тоа им е вака логиката. И мислам дека веќе македонскиот народ не е купува. И мислам дека не држи. Знам дека многу луѓе се така исплашени од тие големо албански идеи, не знам што. Меѓутоа јас не сум. Ќе ви кажам од која причина. Не сум затоа што не може вие да поведете народ со 300 евра патики што си купил, да земеш чизми и да идеш у планина се. Не, со таа корупција тие се напатираат со толку пари и сега ќе одат ќе поведат народ у шуми, ќе пукаат и не знам да овакво да дошле до некоја голема Албанија. Тоа заврши време. Тие сите се напикани таму во институции, тие прават пари овона, каква војна, какви
ајде да не вака да не Да. иронизирам многу, ама Да, во право сте. мислам дека више тоа време е завршено и не Так. треба уопште да мислам дека ризикот е многу мал Така, за такво нешто. така. И едно прашање од еден наш редовен гледач. Што мисли гостинот за најавениот референдум од страна на ВМРО ДПМН? Па, прашањето на тој референдум треба да биде дали сте за прифаќање на францускиот предлог или така натаму. Не знам како ќе го формулираат, меѓутоа да биде позитивно. Да. Затоа што тие треба да извадат после доволно луѓе што ќе го поддржат. Так. И мислам дека многу поголем дел од населението ќе каже не на тоа. Меѓутоа не можам да се одлучам затоа што сакам да видам како ќе биде прашањето. Формулирано. До сега референдумите биле со манипулативни прашања и доколку е манипулативно прашањето ќе се изјаснам одма не. Ама ако е прашањето вака разбирливо и директно и разумно, да, каде што народот ќе може да се одлучи, тогаш зошто не? Да. Па на крајот на кришта да се преброиме да видиме кој е кој во Македонија. Ако вистина немаме мнозинство да го одбиеме ова што сега ни се прави, па тогаш не знам више што да правиме, мислам. Не заслужуваме за повеќе. Добро, ова беше еден одличен час по анализа за сите политичари во Македонија. Верувам дека ќе допре вашиот глас и ќе изречат барем по една реченица од сите ваши одговори вечерва за да можат да размислуваат потрезвено. Ви благодарам за можноста, се надевам ќе се видиме и може во Македонија, може во Австралија. Имавме некои разговори, пошто ќе видам на Sabbatical, тоа е кога добивате една година слободен. Да. И можда ќе дојдам на некој австралиски универзитет како визитинг, па може ќе се видиме лично, ако не во Македонија. Со задоволство. За крај, господине Андревски, да ви се заблагодариме за учеството во Македонски корени. Посакуваме да ви е убав остатокот од викендов. Дај Боже желбата на повеќето македонски народ и последниот повик од дел на вас експертите да се услиши, да се издействува доброто за Македонија, да обстоиме како нација и држава. Посакуваме секое добро на вас, пријатно до слушање и секако до скоро довидување. Пријатно и довидување.